Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Бадник годинава се одбележува во домашна атмосфера без традиционалното палење огнови и маскенбал. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со празнично обраќање во пресрет на Христовото раѓање Божиќ. Главниот инфектолог во Гостивар Ратко Наумовски во првите борбени редови за пациентите со ковид, но и со лично искуство. Православните верници денес го слават Бадник. Утро во света литургија беше отслужена во соборниот храм Свети Кирил Методи во Тетово, а прославата на празникот продолжува во домовите на верниците, поради мерките за заштита во време на пандемија. Годинава ќе изостане и познатиот тетовски маскенбал. По повод Бадник предгласот на Христовото раѓање, во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, света литургија отслужи неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, во сослужение на свештенослужители од Тетовското архирејско наместништво. Поради пандемијата празникот годинава верниците ќе го прослават во кругот на најблиските, со постна трпеза, без досегашните собири и палење огнови. Па еве се гледа со тикви, мандарини, постна храна, уже друштво, пошто нема собиранки и тоа. Ќе се почитуваат ли мерките вечерва? Па ја би требало, ако е уште за овие мерки, можда уште некој месец, треба да се издржи. Па од све помалу. Гравче, сармиче, рипче, еве тиква, све помалу, така. Сега сме во време на пандемија, ќе се почитуваат ли протоколите да не се пали оган надвор, да не се... Не знам тоа, ја не идам на тоа, на палење оган. Дома ќе седиме. Така? Дома. Другите ќе почитуваат, мислите? Па, валјда ќе почитуваат, мора да почитуваат. Како, би требало. Во домашна атмосфера. Годинава малу поразлично од други години. Тоа е. За Тетово е карактеристично собирањето и огновите, дали ќе се почитуваат мерките? Останува да видиме. Годинава ќе изостане и познатиот тетовски маскенбал, а за да се почитуваат препораките. Истиот може да се одржи и виртуелно, вели Дарко Гавровски, кој со години на социјалните мрежи објавува слики на маскирани граѓани. Тетово од секогаш било познато, особено по неговиот бадникарски маскенбал, или кај тетовчани познато како бадња баба. Уште од најстаро време децата се маскирале за бадник вечерта, за разлика од други градови каде што за Коледе, Сабајлето, овде вечерта пред Божиќ се маскирале. И тоа со годиништа траело, 90-тите почнува масовно и по кафичиве да се организира, младите да се маскираат. За жалеве, ова е прва година во историјата познато да нема организирано, да нема маскенбал, да нема бадникарски огнови, да го нема оној стар начин на прославување, за жал заради состојбата со коронава. Но сепак верувам дека голем број, веќе имам и најави, голем број на млади луѓе, деца веќе ги маскираат и ќе одат најверојатно или до најблиските или домајте колку да се сликаат. Јас го следам овој настан веќе кај мене на Facebook, имам посебна страница од 2009 каде што собирам слики од тетовскиот карневал Бадња баба, еден од најголемите маскенбали во Македонија. И оваа година верувам дека пак ќе биде наполнет албумот си со 2021 со слики барем од најхрабрите, кои ќе се маскираат, за да ставиме слики, за да го направиме барем виртуелен овој маскенбал, да се видиме барем на Facebook ако не можеме во живо. Ќе се почитуваат ли мерките кои што ги предвидуваат здравствените власти? Дали ќе се палат огнови, ќе се групираат луѓето како досега? Па луѓето се веќе доволно уплашени од коронава, доволно веруваат во короната, така да годинава верувам дека ќе изостанат и бадникарските огнови и маскирањето и групирањето и по најавите дека ќе има спречување на собирање.
Така да мислам дека годинава ќе се прослави, можеби поскромно во смисла на дружење, на социјално, но сепак ќе бидат пак богати трпезите дома. Можеби ќе се свртиме кај оној исконски начин на славење на Бадник, да бидеме дома. Можеби па претходно со маскембалот растрчани во маскирањето, не го ценевме Бадниковата вечера. Сега ќе бидеме сите дома и на потопол начин во кругот на семејството ќе го прославиме како што треба пак. Наместо Бадниковата поворка пак беа поставени 2 пештери во градот, во кои е изобразено рождеството Христово, на кои со почитување на мерките децата оставаа креативни честитки со молитви кон Господ Исус Христос. На 7 јануари православниот свет го празнува Христовото раѓање Божич, како еден од најголемите празници во годината. Од Тетовското архиерејско намесништво го објаснуваат значењето на Божич и посакуваат спокој и здравје во престојниот период. Бадник во Тетово е денот кој сите со нетрпение го чекаат, предвесникот на Христовото раѓање. Речиси една недела пред Божич се започнува со подготовките за овој голем христијански празник. Годинава заради пандемијата со коронавирусот околностите се различни, а на православните верници им се препорачува да прославуваат во кругот на најблиското семејство. Од Тетовското архиерејско намесништво го образложуваат значењето на Божич и божичните празници. После Бадник е 7 јануари, Божич, празникот на рождеството Христово, кој прекрасно ни го опишува евангелистот Матеј во 3 глава на Евангелието, како било попис во времето на царот Август и немало каде Пресветата Дева Марија да се породи, па наштал закрила во една пештера, каде што го родила Богомладенецот Христос. Всушност, празникот на рождеството Христово е еден од најголемите Господови празници, бидејќи вечниот Бог, оној кој што немаше тело, преку овоплотувањето од Мајката Божија прими човечката природа, односно во едната ипостас, во едната личност на Богочовекот Христос, неразделно, неизменливо се соединија божествената и човечката природа. И така, раѓајќи се од Дева Марија, се роди како човек, притоа останувајќи Бог. Се соединија божествената и човечката природа во едната ипостас Христова, притоа не губејќи квалитетите ниту едната, ниту другата природа, ниту божествената, ниту човечката природа. И заради тоа за нас е голем празник рождеството Христово, бидејќи токму во тој ден и дојде спасението на светот. Уште од моментот кога нашите прародители Адам и Ева сгрешија во рајската градина, Бог устрои спасение, го испланира спасението и евреите го чекаат тоа спасение, жеднеа за него, го пророкуваа во псалмите, преку пророците, и кога се исполни времето, Дева зачна и кога дојде денот за раѓањето, односно празникот на рождеството Христово, го роди Богомладенецот, дојде Христос, се роди како човек, примајќи човечката природа, нели живееше во овој свет, го сведочеше Евангелието, правејќи чудеса, мртви воскреснувајќи, извршувајќи го целосниот план Божи за спасението. На Божич во сите православни храмови ќе биде богослужено празнично утрена богослужба и света божествена литургија. Од Тетовското архиерејско намесништво на сите верници од православна вероисповед им го честитаат Христовото раѓање Божич. Христос се роди, мир Божи во секој православен дом. Митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф со празнично обраќање во пресрет на Христовото раѓање Божич. Драги браќи и сестри, во овие празнични мигови, дозволете ми од моје лично име, како надлежен епархијски архиереј и од името на честното свештенство и сите верници и духовни чеда при Тетовско-Гостиварската православна епархија на Македонската православна црква, да ви го честитам големиот празник Рождеството Христово Божич, со благопожелби, пред се за добро здравје, духовен спокој и мир и со желби за конечна победа над присутната пандемија. Сите сме сведоци дека во годинешното раѓање на нашиот Бог и Спасител ќе го празнуваме во поиднакви услови, но да не очајуваме, бидејќи Витлемската звезда доаѓа повторно да го осветли нашиот живот, да не посети на единствената празнична вистина,
а тоа е дека Христос се роди и дека Бог го испрати спасението на народот свој. Живејќи со мислите кон таа вистина, очекувајќи го Богомладенецот во овие предпразнични денови, и ние како тројцата мудреци да чекориме мирно и спокојно на патот кон Витлемската пештера, за достојно да му се поклониме на воплотениот Господ Исус Христос, која е наша единствена надеж, затоа што како што сведочи евангелистот Лука, под небото нема друго име дадено на луѓето преку кое би можело да се спасиме ние. Раѓањето Христово е празник кој повторно ја буди надежта на човечкиот род, надеж на спасението. Таа надеж ни ја носи радоста, а радоста која извира од рождеството на Спасителот на светот не е просто еден сентиментален израз, туку плод на свеста дека повторно се покажа љубовта Божја кон нас, бидејќи Бог го испрати во светот својот единороден син, за да живееме преку него. Дека Христос се роди за да не избави од робството и гревот на смртта. Затоа, драги браќи и сестри, и покрај сите маки и искушенија, овој Божик да го прославиме со верба дека и најголемата трагедија не може да ја победи надежта кај човекот која ја носи предстојниот празник на Христовото раѓање. Празнувајќи го тој прв празник меѓу празниците, да не дозволиме нашето внимание да го одземе световната агонија од острашувачкото и несигурно утре. Туку нашите очи да ги насочиме кон незалезната светлина на рождеството Христово, кон раѓањето кој на светот му донесе семе на вечниот живот и началото на идниот век. Денес, кога ја слушаме повторната радосна вест, Христос се раѓа, славете го, сите ние да ја потврдуваме нашата љубов кон Бога и тој начин да ги озариме нашите умови со светлината на верата. Ќе ги затоплиме пештерите на нашите души со добри дела и ќе ги украсиме јасните на нашите срца со смирение, за да во нив се роди воплотениот Богомладенец, кога го молиме да ве благослови, да ве обдари со богугоден живот во новото лето 2021 Господово, вливајќи ви надеж и искрена љубов во вашите души. Нека е честит големиот христијански празник, рождество Христово Божи, за многу години радувајте се, Христос се роди, на вистина се роди. Министерството за внатрешни работи упати апел да нема масовни собирања и прослави на јавен простор за време на празниците. Согласно владината одлука за изменување и дополнување на одлуката за превентивни препораки, мерки, протоколи, планови и алгоритми за заштита на здравето на населението од заразна болест COVID-19, која беше објавена во службен весник на Република Северна Македонија од 16 декември 2020 година, се забранува организација и одржување на јавни места и површини по повод предстојните празници, како и организација и одржување на каков било друг тип на прослави и собирање на отворен или затворен простор од страна на физички и правни лица, особено во периодот од 18 декември 2020 година до 21 јануари 2021 година. Во насока на доследно и целосно почитување на уредбите на владата на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека се уште е во функција бесплатниот телефонски број 0800 00201 и електронската адреса mvra-информации и услуги majmunche.moi.gov.mk, на кој граѓаните анонимно може да пријават групирање и организирано одбележување на предстојните празници. Министерството за внатрешни работи, ценејќи ја заложбата на граѓаните во насока на спречување на пандемијата и зачувување на јавното здравје, уште еднаш упатува апел до населението да се воздржи од групни собирања и да ги почитува мерките на владата, се со цел на заштита на индивидуалното и на јавното здравје. Главниот инфектолог во Гостивар Радко Наумовски од почетокот на пандемијата е во првите борбени редови за пациентите со ковид, но има и лично искуство со болеста. Докторот пред камерата на телевизија Кисиме Нада искрено зборуваше за својата коронабитка. По 9 месеци во првата борбена линија за пациентите заболени од ковид, шефот на инфективното одделение во Гостивар доктор Радко Наумовски на своја кожа ја почувствува болеста. Со него денес поразговаравме во кругот на Гостиварската болница кај Инфективно, каде повторно е на работното место,
и ја исполнува лекарската мисија да се грижи за здравието на пациентите. Со нас сподели дека поминал со средно тешка клиничка слика, а лекувањето и закрепнувањето било во домашни услови. Короната многу ја погодува психата, нагласи инфектологот, додавајќи дека поддршката и помошта од блиските и околината се од суштинско значење за секој заболен. Јас на 21 се тестирав, ноември, поминав со средно тешка клиничка слика во домашни услови, со симптоми на малаксаност, намален апетит, болки по цело тело. Примав терапија, значи она што константно си ја даваме тука на инфективно одделение. После 3 недели, значи, сум во подобрена општа состојба, досетов уште малку слободни денови и сега се осеќам малку подобро. За време на кога бев болен, можам да се заблагодарам за поддршката прво на новинарите, значи од локалните телевизии на Гостивар, потоа и на моите пријатели, мои пациенти што се јавуваат цело време и што ми дава голема поддршка. Значи во оваа ситуација поддршка многу треба, бидејќи мислам, јас си кажувам по моје дека вирусот делува многу на психата. И многу е значајно кога ќе видиш некој ќе ти се јави или ќе ти прати порака, значи многу ти значи тоа. Мене многу ми значише, за другите не можам да кажам. Доктор Наумовски кажува дека личното искуство со COVID-19 за него било и еден вид на лекција, дека е неопходно на пациентите максимално да им се пружи грижа, не само со терапијата и во лекувањето, туку и помош околу јадење, разговор и слично. Ние вложуваме и се трудиме многу за доброто на пациентите, но сега, од оваа гледна точка, би рекол дека секогаш може повеќе, вели инфектологот. Имат случаеви со многу лесна клиничка слика, што доаѓаат, земаат овде лабораторија, рентген, прат, ги гледам дека се добри и сакам такви пациенти да ми идат, ама имат и со потешка клиничка слика и треба да им обратиме колку што можеме повише внимание, затоа што има луѓе што, еве, ја како што поминав, што не може малаксаноста не ти дава ни да јадеш, ни да пиеш, а ако нема в дома некој кој да се секираше околу мене, значи е многу тешко. Затоа и апелирам на сестрите тука, колку можеме и докторите, колку можеме да го дадеме максимумот, ние го даваме, ама после прележувањето, значи кога ќе видиш на себе, мислам дека уште повише треба да вложиме. По искрениот разговор, како што е редот, си посакавме здравје и поубави моменти во новата година. Докторот потоа се врати на 24-часовното дежурство во инфективното одделение на болницата во Гостивар, во служба на пациентите да им помогне во нивната борба против коронавирусот. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 104 лица во Тетовско-Гостиварскиот регион. Изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 9 лица на Тетовското и 7 лица на Гостиварското подрачје изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли не било констатирано непочитување на решенијата. Исто така, еден угостителски објект бил затворен од страна на Државниот пазарен инспекторат поради непочитување на работното време, односно работел по 18 часот, при што извршил кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Вчера од страна на полициски службеници од полициското одделение Галате во село Неготино, општина Врапчиште, бил лишен од слобода 30-годишен жител на село Неготино, собственик на угостителски објект, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Имено при извршената контрола во објектот, полициски службеници констатирале дека објектот работи, а во него имало околу 25 гости, спротивно на одлуката на владата за работа на угостителските објекти. По документирање на случајот против него ќе биде поднесен поднесок по член 206 од Кривичниот законник. Од страна на Државниот пазарен инспекторат Гостивар, објектот бил затворен и запечатен со пломба, пошто од страна на братот на сопственикот пломбата била отстранета, а поради тоа тој е лишен од слобода.
Вчера на магистралниот пат Кичево-Гостивар лишени се од слобода 47-годишникот Крива Паланка и неговиот син, затоа што се однесувале агресивно кон полициските службеници кои извршувале службени дејствија. По документирање на случајот, против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Во вчерашната акцијска контрола за непрописно пристигнување пак вкупно биле откриени законски санкционирани вкупно 33 прекршоци, од кои 11 на Тетовското подрачје и 22 на Гостиварското. Покрај тоа при контролата биле откриени и 7 други видови прекршоци во Тетовско, претежно возила без регистрација или возачи со неположен возачки испит. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!